Во општина Велес неодамна се одржа средба меѓу министерката Мила Царовска, градоначалникот Аце Коцевски, директорите на средните стручни училишта, представници на меѓународни организации и институции, бизнисмени, представници на стопанските комори како и на компаниите. На оваа средба се разговараше за унапредување на средното стручно образование преку согласување на потребите на пазарот на труд со профилите на кадар кои се нудат во средните стручни училишта. Но во изјава за медиумите се изнесоа различни ставови, каде се отвори и темата дали средното образование треба да биде задолжително. Бизнисмените од Велес со цврст став дека треба да биде укинато. Не може да биде средното образование задолжително. Мора да се подхитно да се донесе закон, да се прекине да мора да биде задолжително средното образование. Не го бива. Оди биди, ти ќе бидеш работник, најобичен работник. Нема ти да имаш диплома од средно образование. Зошто ти е таа диплома? Да ја мафташ, да покажуваш дека имаш некаква диплома, а со сила те да терале да завршиш. Доаѓа кај мене вработен дипломиран електричар од средното училиште во Велес. Верувате дека он не знае да врза сијалици. Но директорката на средното стручно училиште Коле Неделковски и Весна Стојанова Богоевска не е истомисленик на оваа тема. Тоа беше став само на еден стопанственик и јас и вие бевте присутни токму на таа панел дискусија која што беше во просториите на општина Велес. Апсолутно не се согласувам со тоа што беше кажано, како што не се согласуваат и огромен број на стопанствениците. Постоењето на средното стручно образование не е ограничено само на 4 степен. Средно стручно образование постои со 2 степен, и со 3 степен, со 4 степен и со 5 степен, така наречено специјалистичко образование. Затоа што во рамките на нашите училиште, секој оној кој што сака да го оформи своето образование, ги има токму овие можности да ги заврши. Токму кадрите кои што ги произведува и излегуваат од нашето училиште се оние кои што успеваат да се изборат на пазарот на трудот. Инаку на одржаната панел дискусија се отвори и темата за намалување на бројот на ученици во паралелките во стручните профили на средните училишта со цел подобра едукација на учениците.